Вистинската телевизија не би била вистинска, доколку на неа не се емитува програма наречена Вистина е. Следува студиското издание на редовната рубрика Вистина е на вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат во потрага по вистината за музичките изведби под отворено небо. Вистина е дека уличните музичари, познати и како бускери, постојат уште од античките времиња. Вистина е дека нивната традиција е тесно поврзана со културната и социјалната историја на различни општества. Вистина е дека во античките цивилизации, како Египет, Грција и Рим, музичарите свиреле на улиците и пазарите за пари или храна. Вистина е дека во Грција, уличните изведувачи често биле дел од големи јавни настани и фестивали, а во Рим настапувале на церемонии и свечености. Вистина е дека во средновековна Европа, патувачки музичари наречени трубадури или минстрели биле популарни. Вистина е дека тие патувале од град во град, изведувајќи музика и раскажувајќи приказни, а некои од нив биле спонзорирани од благородници. Вистина е дека во Ренесансата и барокот уличната музика продолжила да се развива, при што музичарите свиреле на фестивали и јавни собири. Вистина е дека во овој период европските градови започнале да поставуваат правила за уличните изведувачи. Вистина е дека со индустриализацијата во 19-тиот век, уличните музичари станале важен дел од културата на големите градови. Вистина е дека музичарите често свиреле на јавни места како метростаници и плоштади, обезбедувајќи забава за работничката класа. Вистина е дека во 20-тиот и 21-виот век уличната музика се поврзува со слободата на изразување и урбаниот диверзитет. Вистина е дека многу познати музичари, како Ед Ширан и Трейси Чепмен, ја започнале својата кариера како улични музичари. Вистина е дека во новата емисија на Вистина е ќе го истражуваме светот на уличните артисти, со акцент на музичарите кои создаваат магија на отворено. Овие талентирани поединци не само што не забавуваат, туку и ги избогатуваат нашите улици со уникатен звук и креативност. Вистина е дека уличните музичари често го привлекуваат вниманието на минувачите и создаваат незаборавни искуства со својата уметност. Вистина е дека многу од овие артисти не само што свират локални хитови, туку и оригинални композиции, нудејќи им на слушателите нови и свежи звуци. Вистина е дека изведбите на улица служат како важна платформа за многу млади музичари кои преку своите настапи можат да стекнат следбеници и да привлечат внимание со својата музика. Вистина е дека многу познати музичари започнале токму на овој начин. Еден од нив е Ед Ширан, кој често свирел на улиците во Лондон пред да постигне глобален успех. Вистина е дека Passenger, познат по песната Let Her Go, започнал како уличен изведувач во различни делови на Европа. Тука е и Хойзер, авторот на хитот Take Me to Church, кој изведувал на улиците во Даблин. А како е да се настапува во центарот на главниот град на Македонија, ќе да знаеме од артистот Владко Илјачев Валдера. Добре дојде, Владко. Здраво, добро ве најдов, благодарам многу на поканата. Најпрво да те прашам да ни кажеш нешто повеќе за себе и како почна твојата музичка кариера. Јас сум роден во музичка фамилија, татко ми е професор по музика, предава во основно училиште, така да цел живот си го имам наследено тој, да кажем, дар од татко ми. Роден сум во Богданци, имам 31 година и се бавам со музика уште од, веројатно, кога бев мал како желка, пошто се сеќавам татко ми имаше еден синтесајзер дома, Роланд, и на него ми беа првите почетоци со музиката, кај што, нели, прво ги учев скалите, па продолжив во
во основно музичко, се надоградував, нели, цел живот се надоградував со музички преку татко ми. Меѓутоа, мислам дека главен чекор беше, нели, запишувањето на музички факултет, тука во Скопје, каде што прво бев на одсекот оперско пење, кај професор Горан Начевски. После се воведе, за прв пат во самиот факултет се воведе популарно пење. Ние го немавме уште тоа до тогаш, меѓутоа веднаш се воведе наредната година, од кога почнав јас со студиите, се воведе, така да се префрлив на тој одсек, популарно пење, и прво бев кај професорката Александра Поповска, па потоа и кај Андријана Јаневска. Имав така две супер професорки ми се погодија, со нив напредував доста. И да, пишувам песни, текстови, значи музика компонирам, и песни, и филмска музика, и пеам. Така да, едноставно, од кога знам за себе се бавам со музика. Не знам друго што би работел. Од неодамна почнав и со филм да се бавам, така да. Дали покрај синтесайзерот свириш и на уште некој инструмент? Искрено, да. Од неодамна, пред некоја година, земав гитара, почнав да учам и гитара. Главни инструменти ми се тие. Како продуцент мора да работиш буквално се. Ако сакаш да продуцираш музика, мора да знаеш и бас, и гитара, и синтесайзер, и ако треба и на зурла да треба да знаеш. Оно што сакам да го кажем е за сите вас кои што планирате да се бавите со музика, доколку сакате да бидете продуценти и да правите музика, мора да ги знаете инструментите. Сега за сега јас си се држам најмногу до синтесайзерот и до гитарата, тоа ми е најсигурно. Дали може да ни кажеш нешто повеќе за твоите јавни настапи? Како започна со јавен настап? Кој ти беше првиот, дали се сеќаваш? Првиот настап ми беше на Калинка 2000 година. Имав една песна што се вика Новиот милениум. Тоа ми беше првиот јавен настап, вака поголем. Ако не го рачунаме настапот во забавиште која пеев за нели, кој имавме, тоа се викаше приредба, се викаше тоа на времето, да. Сега не знам како се вика, на времето се викаше приредба. Да, првиот настап ми беше на Калинка, татко ми искомпонира една песна и настапив на фестивал. Тоа ми беше првиот настап и од тогаш не сум застарат. Искрено не сум застарат од тогаш. Да. Исто така настапуваш и во центарот на градот. Многу минате знаат. Да, обично луѓето ме препознаваат сега во Скопје као ти си тој дечкото што пее у ГТЦ, ја те знам те. Викам, да, јас сум тој дечкото што пее во ГТЦ. Меѓутоа престанав, сега ме нема, пошто тоа го правев колку? Една година го правев, години и нешто, бидејќи баскинг, интересна приказна е тоа што баскинг правев во ГТЦ и во Скопје, тоест во Скопје кога се врати веќе од другите земји. Живеев во Америка, живеев во Израел и таму правев прво баскинг. Па кога се врати во Скопје, си викам, чекај, ја во другите земји правев баскинг, сега во нашата земја, па се одлучив да го правам тука и нели, се одлучив да го правам тука тоа, меѓутоа во последниот период формирав бенд со кој што сега настапувам и така да баскинг остана малце во позадинечен план, би рекол. Така. Каква е македонската публика во споредба со странските? Имаш настапувано, како што кажа, и во повеќе земји? Како реагираме ние, нашиот народ? Знаете што, искрено македонците фрлаат пари многу нели баскинг е стрит перформанс, така да се испочитува артистот и сите тие работи, се фрлаат пари и мора да кажам доста сум изненаден од македонскиот народ, доста оставаат. Би рекол дури повеќе од Америка и од Израел на моменти, сега нормално. Меѓутоа да,
А во врска со атмосферата, дали ја прават истата атмосфера, како што... Поретко се случува во Македонија луѓето да застанат вака да формираат круг околу тебе. Ја обично кога настапував во Америка или во Израел, обично ќе се формираше као круг и се осеќаш како да си на некој настап во клуб или во кафич, такво нешто, или пак како да имаш концерт. И беше поинтересно, би рекол, до некаде, меѓутоа и во ГТЦ беше доста интересно, луѓе ќе знаат да застанат, знаеш, да те прашаат од кај си, да ти дадат некој комплимент дека убаво пееш. И така, плюс тоа мислам дека македонците се некако по-топол народ за музика, повесел се. Искрено. Бидејќи ќе им погодиш некоја песна дали од Тоше, дали некоја нова модерна поп која што е популарна или пак јас често знаев да пеам и обработени народни песни со гитара, само со гитара. Например, не знам, Ој девојче девојче или Јовано и Јованке или Македонско девојче, тие песни со гитара некогаш знаев да ги пеам и најмногу остават пари. Најмногу остават пари, искрено, на народните песни. И си кам, Златче, што не станеш ти народњак, барем ќе земеш, ќе лапнеш вака некоја пара, ако ништо друго. Ама не, јас го кажам као на шала тоа, ама реално се почитува. Се почитува во Македонија доста таа музика, луѓето остават пари на тоа најмногу. Како што знаеме, почетоците на многу големи светски звезди се токму од такви изведби. Дали сметаш дека и кај нас може така да се успее? Зависи што ти е дефиницијата за успех. Тоа е многу битно. Ако мислите дека ќе успеете ќе станете светска звезда со почетоци на баскинг во Скопје, не се ни трудете, уште сега ви кажувам. Сушност, ако сум искрен, тешко дека ќе може да се пробиете и дури во Македонија, бидејќи тоа е само нешто кое што може да го правите за одржување на глас и за да можете да имате некој репертоар стален, кој што ќе може да си го представувате пред публиката. Ме сваќате? Меѓутоа, мислам дека помина времињата која во Македонија веќе може да воопшто да станеш звезда или такво нешто, бидејќи сега музиката е на тотално друго ниво кај нас, за жал, би рекол. Дали сметаш дека е добар начин за промоција овој тип на изведба? Да. Имам забележано дека голем број артисти имаат плакат со Инстаграм профилот и нешто. Да. Па да, за промоција да. Меѓутоа резултатот, тоест исходот што ние сакаме да го, тоест што јас сакам да го остварам, сватив дека тоа е онака како за промоција, како за ќе те знаат луѓето во град. Еве дечкото убаво пее, во ГТЦ те знаеме сите. Фала ти многу, ми погоди песна, ќе дојдат ќе ти кажат некои такви зборови, меѓутоа искрено она што јас го сакам е песни, спотови и промоција по македонските медиуми и луѓето да слушаат мојата музика по медиумите. Тоа ми е на мене главната цел. А за баскинг е повеќе како персонална промоција со самите слушатели. Кога сме кај промоцијата, колку сметаш дека се важни тука социјалните мрежи покрај медиумите? Па важни се, искрено важни се, бидејќи еве јас сега извадив албум, уживам 13 песни и искрено би кажал дека доколку немав социјални медиуми, луѓето не би воопшто не ни знаеле за тоа. За маркетинг по самите медиуми треба нормално голем буџет. А ние артистите работиме сами. Значи буквално се што ќе видите од мене, се е сработено од мене.
се, од песна, значи од песна што целосно сум ја напишал, до спотот кој што ќе го видите малку подоцна. Исто така од мене е направен, режиран, организиран, едитуван, буквално од А до Ш се е направен one man band. Само ја и Виктор останавме во Македонија, што работиме вака, значи од почеток, ќе си засукаш вака ракави и ќе почнеш од почеток, ќе сработиш се. Ќе ја снимиш песната, ќе најдеш луѓе за да снимиш спот, ќе најдеш луѓе за да промовираш, цел време мора да идеш по телевизија, мора да се промовираш, тоа е. Значи нема застанување. Тоа е нашата работа. Колкава помош имате од медиумите во Македонија? Имаме до некаде. Не би меѓутоа еве пак ќе го кажам тоа што понекогаш медиумите мене ми се лутат кога го кажувам ова. Меѓутоа во Македонија одземете време, тоа време што го посветувате на, зборам на вас медиумите. Значи за сите големи медиуми, ова е една порака, наместо да давате политичари или да ги давате цело време истите работи за што кажал ВМРО или што кажал СДСМ или што кажала Левица или не знам други партии кои остана, меѓутоа наместо да им давате ни време, дајте ни на нас да ви пееме песни, да ви правиме музика македонска, бидејќи како да ви кажам, ако вие мислите дека вас политичарите ќе ви донесат повеќе среќа во животот од нас музичарите, биете живи и здрави. Само тоа ќе ви кажам. Дајте повеќе музика да се промовираме. Значи тоа им го кажувам на сите медиуми. И ја тоа не им го кажувам за да ви критикувам. Вие си правите одлична работа, меѓутоа она што сакам да ви го кажам е дека талентираните луѓе како ајде сега да не излезам само бендисан, како луѓе кои што се трудат, кои што сакаат да направат некој производ, да извадат некој албум, да направат некој спот или некој филм, нема каде да го испромовираме. Ме сваќате? Значи, затоа одиме ние кон социјални медиуми, поради тоа што медиумите даваат политичари. Што да ви правиме? Значи, треба да фатиме за врата, дојдете ние да се испромовираме. Значи, до кај е дојдена ситуација во Македонија кај што останавме само на политичари и турски серии. Македонската музика затоа замре, пошто никој не се замара веќе со тоа. Не сваќате? Речи си никој. Затоа гледајте вистинска телевизија. Да преминеме малце на твојот албум. Апсолутно. Ја цело време тоа чекам и да се направи. Албумот ќе може да го купите кај мене, доколку сакате да го купите нормално. Луѓето ме прашуваат, Владче, цел албум ти е ставен на YouTube, кој ќе ти го купи? Знаеш, као добив некои такви коментари. Целиот албум може да го слушнете бесплатно на YouTube, точно. Меѓутоа, албумот се купува за поддршка на македонскиот артист. Значи, албумот се купува бидејќи вие сте го слушнали албумот на YouTube и сте кажале, вау, овој албум, овие песни стварно ми се свиѓаат. 13 песни, ја гарантирам за секоја една од нив, сите се напишани од мене, освен една, инаку 12 песни на овој албум се комплетно мој, од почеток до крај. И јас сум вложил труд во ова, и не е дека јас сега ќе станам милионер од албумот. Не сваѓате, не ми е тоа целта. Меѓутоа, ако не се поддржи македонската музика, у смисла, ако вие го слушнете албумот на YouTube и после тоа сакате да го поддржите артистот, како знак на благодарност, како поддршка се купува албумот. Тоа е целата поента. Албумот има 13 песни и е прв албум што е издаден во Македонија во вид на USB. Прв е, како што може да видите. Слободно. Како што може да видите, ќе го добиете во музичка кутија, која што е брендирана со моето име. Да. И тоа USB може да го ставите во кола, пошто времињата на CD-то веќе поминаа. Исто така со албумот, со 13 песни, внатре добивате, знаете, некогаш на CD-то порано имаше омот, така, и од напред ќе можеш да си го видиш омотот на самиот албум. А ако го отворите, внатре ги има сите песни по име и презиме.
По име и презиме, да. Ги пишува и сите луѓе кои што работеле на овој албум, пошто не сум само јас. Песните се пишувани од мене. Меѓутоа, еве, пример, за микси и мастер ми помогна доста и Борче Пелтековски, исто и Дино Зукич, така да работев со исто други луѓе, ќе може да прочитате се овде и додека ги слушате самите песни. Ете, тоа е така. Каде можеме да те видиме во моментов? Кажа дека настапуваш со свој бенд. Имам свој бенд, Валдера. Тоа ми е моето уметничко име, имам бенд кој што стои позади мене, настапуваме кај што ќе не викнат, обично е низ цела Македонија. Значи, ваше е да не викнете, ние ќе дојдеме, ќе ви направиме забава и тоа е тоа. Најчесто кафичи, клубови? Да, најчесто кафич, клуб. Луѓето ме викаат мене како сол артист. Значи, Владко, дојди, сакам да настапуваш кај нас, окей, нема проблем, договараме цена нормално и ја го земам мој бенд и доаѓаме и правиме лудило. Тоа е, кратко кажано, тоа е. Јас живеам за настапи, тоа ми е целата поента како музичар. Дали имаш некои планови за нов албум, може би во иднина? Да, веќе работам на албум кој што е странски, меѓутоа за тоа нема да кажам сега за сега ништо, тоа ќе си остане во тајност. Сега моментално го промовирам овој албум и моментално ќе се задржам на него, сакам песните да малце да се вкорнат низ самата публика. Гледам дека доста и од публиката веќе ги знаат песните, тоа ми е посебно драго. Спомена дека почна да се занимаваш нешто и со филм? Да, почнав се занимавам и со режија, пишувам сценарија, имам еден буџет кој што планирам да го инвестирам во македонски филм, комедија, така да ќе видиме до кај ќе одиме со тоа. Уште сме во организација на тоа, тоест се уште ги барам вистинските луѓе кои што ќе може да ми помогнат во самиот проект. И за крај, дали имаш некоја порака за нашите гледачи, за артистите? Па, искрено имам. Додете ме на Instagram, Valdera Official, таму може да ме најдете. И слушајте ми го целиот албум, доколку нели сте во можност, одете на YouTube, Valdera пишете, ќе може да го најдете на мојот YouTube канал целиот албум. И купете ми го албумот, пошто ми требаат пари за да можам да правам уште македонска музика, најискрено. Јас ти посакувам голем успех во иднина, а сега следува новиот спот за песната на Валдера. Месечина убава, само јас и ти. Среќни сме, времето за нас работи. Се љубиме полека, до не осамнирај. За мене ти си рај, за мене ти си рај. Се топи, силно удира во мојата преградка, потонуваш. Среќни сме, времето за нас работи. Се љубиме полека, дур не осамнирај. За мене ти си рај, за мене
Ја дознавме вистината за патот до успехот во музичката кариера, а со нови интересни факти се гледаме во наредното издание на Вистина е.